ама мора да се радваме и да разчистиме некои работи, които да бяха погрешно преценени. Нали това станува збор за доцнување на комисијата која се разговараше по ова тема. Нали това станува збор за непознавање на некои работи. Али така сменени оставени работи, што би ја кажем, мора да ги справим и заедно да донесеме uputата за давање поддршка за реконструкцијен процес. Првично не станува збор за никакво процентуално учество во проектот. Тоа го дефинираме со проходната одлука од 10%. Овде станува збор за дополнителна пресметка, кој што покажува дека вкупната потреба од инвестиција за реконструкција на офицерски дом ја надминува сумата кој што ја дава фондот од Европската унија за кој што се аплицира по проектот. И од вкупната сума кој што ја надминува, бидејќи тоа е рамката од 1 милион евра, јасни фалат, за да го затвориме така како што треба според проектната документација, уште 168.000 евра. За тие 168.000 евра, Општинската администрација бара полна одлука да му обезбедиме простор на општинскиот буџет за да бидат гарант дека проектот ќе се заврши. Значи прво не станува збор за никакво процентално зголемување на рамката. Значи не станува збор, ако од 20% на случај можеше и финансовата додлука да се конкурира. Значи можеше да се конкурира, али сега се бара да се обезбедат допълнителни 160.000 евра. За да види функционална целина. Значи тоа го разчистам. Другиот момент кој што е погрешно представен, повторно за општинството, е тоа дека во област на аплицирањето со офицерски работата е завршено. И дека ние сега ќе ги добиваме парите од општинската администрација, менаџирана на вашите кадри, беше кажено дека овој момент, а не на предходниот пат, кога носим предходна подпука за 10% учество, се сомневаат дека ќе стигнат до рокот за аплицирање, да бидат завршени сите посредни подготовки за аплицирање. Зошто? Прашањето зошто? Основно беше дека немаме соодветна општинска администрација која што го работи во проект, немаме човечки кадри и тоа се причини кои што општинската администрација ќе каже како аргументи зошто нема да стигнат. И битен елемент беше исто така споменато дека поради лошо водење на јавни набавки, тендерската документација, проектантското биро кој што изработува дел од проектната документација, се сомнева дека нема да стигне. Што се битни аргументи. Без разлика од сето тоа, тоа не е субјективно, тоа е реално. За луѓето кои што викате, кажете вие дека е субјективно, за нив тоа е реален проблем, кој што реално ние се соочуваме. Субјективно за вас беше тоа дека... Тоа беше прашање. Да се спратикам. Сакам да ви напоменам уште еднаш за грижите за офицерски. Тука е Јовица. Че заедно ја водехме комисијата на која што побаравме да се обезбеди офицерски дом. Тоа беше на почетокот на оваа година. Тоа е јасно пишу. Знам, јавна набавка до 5.000 евра. Тоа можеше да се случи до сега, али истото не е направено. Ако има Јовица или председателка на некоја информација повеќе што се случува со тоа, комото може да ни информира, да не имаме никој. Да видиме и да знаеме до кај работа, затоа што вчера при моја виколка на офицерски дом, офицерски дом е тотално оставен на недостигањето на било што сака да прави. Значи тоа уште еднаш ќе демаскира вашата загриженост за офицерски. А глава
Айде да затвориме той да отстви да среда. Стайне, кои сме, що сме, како сме, така да видим како сме гласани, що сме работали. Ако имате отговор, мога се ще поставам како прашање, што мене не интересира. Но таа е европейската документација со обезбедување на физичка заштита на офицерството. Сакам да добијам. Доколку не, ако ги разчистивме работи во област на процентуалното учество и проблемите кои што се посочени од страна на општинската администрација, еве да ги речеме ти субјективни. Ако тие работи не се изјаснат пред нас, да затворим дискусија по гласа.